За Здруженијето ВМБЛ Егеј разговараме со Сотир Лукровски, координатор на Здруженијата на македонците по потекло од егејскиот дел на Македонија. Господин Лукровски, добре дојдовте во студиото на Република. Добар ден, ви благодарам на поканата и добре ве најдов. Така. Повод за вашето гостување е новите простории на вашето здружение кое свеченото отворење ќе биде во сабота. Кажете ми нешто повеќе. Па, што би ви кажал на прва, просториите се генерално на македонците по потекло од егејскиот дел на Македонија. Ете нашето здружение, че јас сум председател е, како да кажам, водител на проектот, меѓутоа уклучени се сите повеќето здруженија, да не кажам сите, од целата република, од Скопје, најмногу нели апропо локацијата, меѓутоа сите сме позади новите простори, новото сврталиште на нас македонците по потекло од егејскиот дел на Македонија, на сите добронамерници кои ќе се пронајдат во нашата идеја и действување. Така, која е идејата? Рековте овој клуб, здружение да биде вид сврталиште на сите македонци од егејскиот дел. Прво сакам да ви кажам дека ова не е прв клуб, просторија, како да кажеме, канцеларија од ваков тип. Генерациите пред нас формирали исто, значи негде таму во 80-тите години почнува да се формираат здруженијата на македонците од ЕГЕ-от и негде мислам крајот на 90-тите, 2000-те, ако не и со простори, клубот се викаше Не заборав, во 80-тите имаше и нели веќе почнува здруженијата. Идејата е да се направи едно сврталиште на разни генерации на наши, како да кажам, македонци од ЕГЕ-от. Генерацијата на повозрастните, ние имаме луѓе кои некогаш били во тоа движење, во тој клуб, кои се сега над 80 години, да го привлечеме вниманието на децата. Значи да биде, ќе има негде, мислам дека сме до нешто над 300 наслови веќе стигнати книги. Велиме Беломорски клуб и читална, таму ќе може секој што го интересира да прочита, да најде доста документи. Јас сега тек гледам одредени податоци, наоѓам за наши роднини, пријатели кои каде би избегале, која година, историски факти и така натаму, воедно и како една занимална, кај што постарите, нели, повозрастни ќе можат да изиграат и партија шак, да речеме, помладите ќе може да користат интернет, да го користат времето место додат лево деснете таму да поминат одреден период и за учење, да кажеме, и да бидеме сите на, како да кажам, во една линија. Верувам дека ќе биде посетено место, бидејќи се наоѓа во самиот центар на градот. Да, во самиот центар, значи во редот на театарот за деца и младинци, позади Порта Македонија ќе дојде. Како што рековте, во сабота во 12 часот ќе направиме една мала свеченост како отварање. Веќе имаме осмислено и како би движеле, да речеме, таму од наредната веќе недела со одредени денови по некој час и се надам дека во континуитет, зависно интересот, ќе работиме и секој ден. Која ви е крајната цел на ова здружение клуб? Да се запознаат луѓето со вашите активности, да привлечете помлади луѓе, значи која ви е крајната цел? Крајната целта како и на нашето здружување, прво нели во основа е нашето здружување, што ние и ден денеска после 75 години од завршувањето на граѓанската војна во Грција и протерувањето на нашите предци, ние се уште наоѓаме потреба да се здружуваме, да работиме со крајна цел да го одржиме отворено прашањето на македонците по потекло од егејскиот дел на Македонија. Како да е подзаборавено последниве 7-8 години тоа прашање? Беше актуелно? Јас во неколку мои интервјуа, настапи, кажувам дека последниве години општествените прилики, таа е моја позната теза, не одат во полза на Македонија и македонецот. Ние се бориме да зачуваме, јас често, минатата година бев и во Пиринска Македонија гостин на чествувањето на Јанин Сандански. Секоја година одам во моето село, одиме група, 100 луѓе одиме. Еве сега на 4 мај на покана на нашите од Албанија, сакам да одам
промирањето на бистата на Гоце Делчев. И ние сега правиме нешто зад границата, меѓутоа нас ни се случува да полека изумираме во сопствената држава. Мислите дека Целта е тенденциозно дека е ова тргањето на пострана или заборувањето на ова прашање? Сега јас не сакам да бидам погрешно сватен за некои, не знам, по глобални заговори, меѓутоа мислам реално дека нас ни се случува. Која е причината, која е позадината, не би навлегувал. Ние што можеме да направиме, да видиме на децата, да им ја пренесеме вистината. Како ја што сум ја слушнал од моите баба и дедо, со кои сум израснал, кои биле родени 14 и 22 години, живееле до 88 и 2009 и мене ми оставиле, ама не дека сум македонец, тоа треба ние да го пренесеме за децата. Децата, за жал, во последниве години... Так, тоа ми беше прашање. Колку знаат денешните генерации? Па и да не речам ништо не знаат. Колку знаат да речеме за граѓанската војна, за прогонот на македонците, колку знаат? Ајде да се прашаме ние колку сме им пренеле. Да, тоа колку ние зборуваме со децата дома. Еве јас може би не се зборува до дома, но не се учени во образовниот систем. Така, значи тоа е обкружувањето е такво да само, како да кажам, се уживаат благодетите на брзиот, на модерниот живот, брза информација лична, кратка, ништо понастрана од тоа, така да мислам дека еве со ова пробуваме да малку од малку децата ги, да кажам, национално подразбудиме. Имавме неколку проекти низ годиниве, функционираме од негде од 2009 година јас и моето сега здружение, првично како организацијски одбор од 2009 до 2020, чинам 2020 го формиравме здружението, само што се направивме собрание во февруар, мислам, во март веќе почна пандемијата, па имавме пауза. Значи, имаме доста проекти за кратко време и што е интересно, децата од која ќе ги, како да кажам, појавуваат интерес ако знаеш да го развоиш. Имаме проекти за млади во Public Room, со цртање, со творење и така натаму. И клубот е во духот на една таква идеја. Поранешните председатели на вакви слични здруженија на времето има многу проблеми да влегуваат во Грција, па не им дозволуваат да влезат затоа што стоја грчки називи на местото на раѓање. Какова е сега ситуацијата? Не од вас лично, него дали имате некакви информации? Уште е актуелно, ние и ден денеска за жал имаме забрана на одреден број на луѓе. Така, се уште се случува тоа. Да. Не само од постарата генерација, овие кои ви ги споменав, кои се над 80 години, ние имаме луѓе кои се во 40-тите години на животот, кои имаат по 3, 4, 5 години, од необјаснети причини, забрана за влез во Грција. Пробуваат на 2-3 години, доаѓаат до границата, прашуваат зошто, им велат дека од не знам, некакви причини, донесено е вакво дека не може да влезе во тоа лице. Се случува, меѓутоа пак сега ќе направам една поголема трагедија што тие лица, барем онолку колку што јас сум разговарал, немаат поддршка од нашето министерство. Значи никој тоа не го актуализира. Група граѓани, 100, 50, не е битно колку и да се, никој тоа не го актуализира, да им помогне на тие луѓе. Да заедно прашаме зошто овие луѓе, тие луѓе не сториле никаков криминал, не се криминалци. Затоа што се македонци не може да влезат. Само затоа не добијат. Па најверојатно. А каква е состојбата во вашето село каде што потекнувате Вамбел? Има ли македонци? Не, моето село Вамбел не постои. Значи 49-та како е. Не, селото е разрушено, бомбардирано, така фактички и бегаат последните жители на селото. Значи воопшто како топоним не постои, како топоним, да. Сега е Мосхохори. Ето така. Да, до него е значи ние сме на 1 километар, ајде можда не еден, ама 2 не повеќе од селото Смрдеш, кој е последниве години актуелно по војводата Чакаларов. Васил, чие раѓање одбележавме ние оваа година, Сдруженијата на македонците по потекло од ЕГ од 150 години одбележавме раѓањето на Васил Чакаларов. Значи тоа се две села едно до друго. Смрдеш или поново Кристалопиги постои, има луѓе кои зборуваат македонски јазик. Ние со нив се сретнуваме кога одиме во нашето село, дури имаме едно мало црквиче во селото кое клучот ни стои во една куќа во Смрдеш. Си го земаме клучот, се го клучуваме, палиме свеќи, меѓутоа нашето село не постои. 49-та разрушено од
бомбардирањата, тогаш бегаат и последните жители и се раселуваат. Значи, во неколку етапи, по мене, смислено е направено чистење на таа територија. Значи, прво се носат децата, да се спасат од војната. Од мојата фамилија, однесени се моите двајца чичковци како постари во Романија. Дедо ми со војската се повлекува, нели, во Ташкент. Па под превезот дека ги спасуваат русите да не бидат ваму, нели, убиени, нив ги носат во Ташкент. Може да мислите денеска е тешко да отидете во Ташкент. Да замислите 49-та кога оделе 50 и не знам таму втора, трета кога оделе баба ми и татко ми од Полска во Ташкент, 20 и кусур дена патувале со воз. Поентата била најверојатно да што подалеку од тука се. Пазете, тоа биле негде околу, да не погрешам, неколку илјадници организирана, униформирана, наоружена војска, која доколку влегла во Македонија, најверојатно ќе можела да прелева на неколку месеци и ќе имале траен проблем, па вака ги сместиле во Ташкент. На сигурно за некого. Така да сега да кажам, дедото мој оди со војската, двата негови постари сина во Романија со децата бегалци, во селото остануваат мајка му и татко му, моите прабаби и прадедо, неговата сопруга, мојата баба и мојот татко, 2-годишно дете. Они бегаат од бомбардирањата. И завршуваат во Албанија, они мислат дека како за кратко, меѓутоа преку организацијата завршуваат во Полска, еден дел од фамилијата во Полска, еден во Романија и дедо ми во Ташкент. Кажете ми вака, каква е состојбата меѓу македонците во тој дел од Грција? Колку го знаат македонскиот јазик? По-старите, по-младите, имаат некакви годишни тие собирања? Колку вие како здружение ќе се обидете да им, не знам, да им донесете книги, не знам, да им го доближите македонскиот јазик? Значи, ова е прашање многу на место. Низ годините се случува нека природна асимилација. Значи, било каде да заминете, со потекна одреден број на години, со новите генерации, нели, се асимилирате во народот кој станува. Природна асимилација имаме. Меѓутоа, со оглед на се, мислам дека се уште постојат македонци во, конкретно ние збориме за во Република Грција. Факт е дека последните години се охрабруваат се повеќе да се здружуваат, да говорат македонски. Ние колку сме моќни да им ние имаме контакти, имаме паралели. Одиме, ви велам, секоја година ние 100 луѓе одиме во нашето село и ако не постои, па си одиме во Костур, па таму разменуваме по некои идеја со тамошните луѓе. Пронаоѓаме луѓе кои се од нашето село кои живеат сега во Костур, па се изнаоѓаме и роднински на друго. Меѓутоа, сепак мислам дека тоа треба да биде државна политика. Значи, државата треба да биде присутна. Значи, ние погледнете што имаме во... Тоа беше државна политика во пред 10 години. Немам, значи, мора да биде. Мора да ја вратиме. Значи, видете ние каква асимилација имаме во Албанија од страна на бугарската држава. Ајде да не навлегуваме кој тоа го прави, меѓутоа некој оди таму. Ние сега оваа година во Вмбел обично ни доаѓа, пошто нашето село е на сама граница, од таа страна имаме село со кое сме живееле низ години, живееме и сме се родувале, Врбник. Оваа година ми кажуваат од таму луѓе, вика, оваа година не знаеме дали ќе дојде, знаеш, некој зема по некој денар, некој телефон и така натаму. Значи, ние имаме пропаганда за да не доаѓа на нашето население. Каде сме ние? Ние треба да сме преку државата. Зачудувачки се оние снимки кои ги гледаме од нивни собири за Илинден, како млади македонци по потекло, значи пеат и играат на македонски песни, ора, мислам, зачудувачки е тоа, колку ги влече, колку ги знаат македонските песни. Значи, видете, во Вчаране конкретно кога го имаат онај собир за Илинден. Значи, тоа јас претпоставам дека нема да замре. Се пренесува, јазикот се пренесува, јазикот е жив таму. Значи, верувам дека ние полека да кажам оние процедури што сме ги имале при влез во Република Грција, морам да бидам искрен дека во последниве години ги немаме. Значи, дали е тоа ради се помалиот број на луѓе кои доаѓаат, кои се родени таму. Например, ние кога почнавме 2010, мислам дека прв пат оваа мојата генерација, кога почнавме да се занимаваме со организирање на средби,
кога прв пат идовме, чина беше 2010 или 2011, се не ме земете збор, ние имавме 30 на луѓе родени, меѓу кои и мојот чичко и татко, тие сите беа задржувани по 10 на 15 минути, еден по еден. Значи ние поминувавме по 4-5 сата на граница. Кога отишле, зошто отишле, зборуваат јазик, не зборуваат јазик, чив јазик зборуваат, каков е тој јазик и така натаму. Сега веќе немаме таков проблем. Сега веќе за младите и полесно да дојдат во контакт со македонскиот јазик веќе во време на интернет и на YouTube и на све веќе како сакаат може да дојдат до македонскиот за разлика од пред 30 на години. Така е. Се надевам дека ќе имаме и платформа нели за учење на македонски јазик за оние кои ќе бидат заинтересирани, меѓутоа пак ќе кажам, сето тоа треба да помогне малку и државата. Ние сме тука како единки, меѓутоа треба да се заложиме малку повеќе да ги зачуваме нашите од другата страна на границата. Така, за крај господин Лукровски, ќе да повториме. Во сабота 12 часот отворање на вашето здружение во самиот центар на градот, па да ги повикате сите заинтересирани да дојдат да присуствуваат. Мене ќе ми биде драго во сабота 12 часот, како што кажавме, клубот веќе под полна пареа се спрема. Не само македонците по потекло од егејскиот дел на Македонија, добре дојдени се сите, како што реков, која препознаваат нашата идеја и на свеченоста во сабота и понатаму во работењето на клубот. Клубот е отворен, мислам, пак ќе кажам, е место за сите здруженија од оваков тип кои се во Македонија. Сите што имаат некоја идеја ќе бидат добре дојдени, ќе им се одели простор и така натаму за состаноци, за действување. Сакам само уште една работа да нагласам дека многу за скоро 12 мај исто оваа година важен датум за нас. Во последните 3 години организираме беломорски видувања, еден настан кој мислам дека е најмасовен во Република Македонија. Лани имавме негде околу 500 гости. Оваа година ќе биде во ресторан Вила Касијана. Имаме гости од редовно сме испочитувани од дел од политичките партии, од црквата, од локалната самоуправа, минатата или предминатата, се не се мислам дека минатата беше и председателот на МАНУ, гости од Пирин, од Егеј, од Преспанскиот дел, од сега Република Албанија, така да интересна средба. Програмски многу богата, минатата година Миле Кузмановски, Браос Бенд, Бојана Скендеровски, оваа година повторно дел од нив, ансамблот за народни игри Јонче Христовски, едни млади дечиња од автокоманда и оваа година го очекуваме хорот и оркестарот на гимназискиот хор и оркестар од Охрид. По некоја случајност ја отпеа песната за Вмбел, песна која ние оживеавме пред неколку години со групата Молика и дојдовме до една соработка и ќе ни дојдат во некој импозантен број, дури најавете колку 50 деца се. Ќе биде на македонска средба. Да. Така, господин Лукровски, ви благодарам за разговорот и многу среќа со новиот клуб. Ви благодарам и вам што ни дадовте просторите да ја споделиме оваа информација и со тоа да ни помогнете да ја заживееме македонштината во Македонија. Се гледа. Се гледа.